Инвестицијски инструменти кои може да ги користите во Македонија. Ова е темата на денешниот разговор. Во Македонија имаме неколку бизнис ангели, акцелератори и фондови. Од акцелераторите можам да ги издвојам BAU, Sivus акцелератор и X-Factor. Додека од фондовите најпопуларен е Фонд за иновации и технолошки развој или ФИТАРА и South Central Venture, СЦВ фондот. Акцелераторот служи да ви помогне да реализирате вашата идеја во прототип или функционален продукт и да го менторира и да го убрза вашиот бизнис. Обично во Македонија акцелераторите може да ви обезбедат помеѓу 25 и 100.000 евра како финансиска главнина, додека другата добра страна од нив е тоа што ќе ви дадат менторство. Акцелераторите обично бараат за возврат од прилика околу 10% во зависност од вашиот бизнис и тоа до која ниво имате веќе стигнато. Акцелераторите се трудат да ве воведат до следната рунда на инвестирање и да направат екзит. Поточно да го продадат нивниот удел на некој друг инвеститор, фонд или некој кој ќе навлезе во наредна фаза од вашиот бизнис. Лично искуство имам со бизнис акцелератор науки или BAU. Доста се отворени за соработка и слободно може да им пишете мејл или да закажете состанок, секогаш се отворени за нови идеи и продукти. Фондот за иновации и технолошки развој игра огромна улога како инструмент за помагање на стартап компании. Обично во зависност од повикот, овие средства се повратни и парите се враќаат во наредните 5 години, но не повеќе од 105% од целата сума и не повеќе од 5% од годишниот приход. ФИТАРА е добра страна што не ви зима удел од компанијата, но бара ваше кофинансирање. Обично кофинансирањето во зависност од повикот може да биде помеѓу 10 и 30%. Од кој ќе имате функционален продукт со добар тракшн, може да почнете да барате инвеститор кој ќе влезе во pre-seed рунда. После pre-seed рундата обично е seed и после одите на серија А, серија Б и така натаму. Сега да продискутираме што е битно пред да закажете состанок со некој од инвестицијските фондови. Идејата во овој случај ви е само околу 2%. 98% се базира на вашата реализација и на вашиот тим. Не плашете се да ја споделувате идејата, никој нема да ви даде средства доколку не е сигурен дека имате пасија за проектот и добар тим и бизнис издржаност за проект. Потребен ви е pitch deck и некаков прототип за да може да дојдете до финансии. Обично никој не дава пари само на идеја. Во некој од наредните видеа ќе ви објаснам како може да направите функционален и добар pitch deck. Добар начин за да ја верифицирате вашата идеја е доколку поминете 5-дневен дизајн спринт. Вакви спринтови во Македонија прави Networker и истите се познати по тоа што Google на нивните интерни проекти прави ваков тип на верификација на идеите. Доколку имате прашања, слободно пишете ми во коментар и ќе се потрудам да ви одговорам на сите.